Подпис, а потоа аплауз. Зад него лидери на десетина земји кои добиле покана да станат дел од одборот за мир на Доналд Трамп. Меѓу нив председателката на Косово Вјоса Османи, председателот на Унгарија Виктор Орбан, председателот на Пакистан, представници на Саудиска Арабија и други земји. Македонија ја нема на списокот на 50 земји кои добиле покана да бидат дел од новиот сојуз, за кој дел од светските аналитичари вела дека е пандан и почеток на крајот на Обединетите нации какви што ги знаеме сега. Но како Македонија, односно државниот врв, треба да постапи во оваа ситуација? Ние сме земја членка на НАТО, во тој одбор за мир доминантно се земјите членки на Блискиот Исток и во Азија, а ние припаѓаме географски на Европа, нашите аспирации се за полноправно членство во Европската унија и треба да бидеме усогласени со надворешната политика на Европската унија. Предпоставка е кога би добиле покана дали треба да учествуваме, тоа е предмет на анализа, можеме да кажеме наши мислења. Јас мислам дека никогаш не е на одмет да бидете на маса со најголемите и да учествувате во иницијативи за мир, но не напуштајќи ги традиционалните безбедносни, економски, политички, архитектонски организации кои ние имаме аспирации да навлеземе. Тука мораме да бидеме мудри. Со оглед на тоа дека неколку европски земји ја одбија поканата, се поставува прашањето дали Македонија треба да ја следи таквата политика или ако добие покана веднаш да ја прифати да стане членка. Тоа има време, не е страшно или некој зошто не викнале или некој па прави малку реклама политичка зошто ги викнале па се сликале во Давос, ништо тоа не значи. Треба се видат правилата и секако ако е она заложбата таа што е воспоставување на мир, решавање на конфликти, стабилизирање на одредени, секако е дека е тоа позитивно и треба да имате некое место од такви политики. Според нив глобалниот поредок се наоѓа во фаза на трансформација и се менуваат политичките, економските и безбедносните рамнотежи на светско ниво. Поради тоа Македонија мора да ги следи внимателно сите случувања на глобалната сцена. Инаку на самиот почеток се очекува околу 30 држави да бидат дел од одборот од приближно 50 земји кои добиле покана. Покани добиле лидерите на Израел, Турција, Обединетите арапски емирати, Египет, Бахрейн, Канада, Аргентина, Парагвај, Азербејџан и други држави. Трамп исто така ги поканил Кина и Русија. Некои меѓународни медиуми објавија дека Трамп сака државите да плаќаат по $1 милиарда за да бидат постојани членки. Според CNN, оние што нема да ја платат оваа сума ќе имаат мандат од 3 години.